Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Денес би сакал да размислуваме на тема кога мразиш друг, не си добар кон себе. Каква појава е омразата? Од библиска гледна точка има позитивен и негативен аспект на омраза. Секако дека е прифатливо да се мрази тоа што Бог го мрази. Кога го мразите тоа што Бог го мрази, всушност тоа е доказ дека се застапувате за Божјата правда во вашиот живот. Например, во Псалм 97, 10 стих е запишано: Господ ги љуби оние кои го мразат злото. Што значи злото треба да се мрази. Навистина, колку повеќе сме во Божјата близина и одиме во заедништво со Него, се повеќе ќе бидеме свесни за гревот од внатре и од надвор. Зар не чувствуваме лутење кога Божјото име се навредува и клевети? Кога гледаме идолопоклонство и духовно лицемерство? Кога гледаме како се велича гревот, а се отврла честноста? Но, колку повеќе го разбираме Божиот карактер и неговата љубов, толку повеќе ќе го мразиме злото и секое нешто кое се спротивставува на неговиот напишан збор. Но почитувани, онаа омраза, која е усмерена кон другите, е штетна и води кон духовен застој. Господ во проповедта на гората вели вака: А јас ви велам, секој што се гневи против својот брат се изложува на суд. Тоа е запишано во Евангелието според Матеј, 5 глава, 22 стих. Господ сака односите помеѓу браќата и сестрите да бидат средени и да нема непријателство. Исус понатаму нагласува дека убиството е страшен грев, но грев е и омраза во срцето. Каин го мразеше Авел и го уби. Доколку некој е исполнет со омраза кон некого, може последиците да ги сноси и во овој живот, а во колку не, ќе одговара пред Божиот праведен суд како злотвор. Омразата е грев во Божите очи, за која апостол Јован вели дека секој што мрази оди во темнина без нималку светлина, бидејќи моќта на темнината му ги заслепила очите. Тоа е запишано во Прво Јованово послание, 2 глава, 9 до 11 стих. Најлошо е кога човек ќе продолжи да верува во Бог, а останува и понатаму во непријателство кон својот брат заради омразата. Библијата вели дека таквиот се лаже самиот себе и во него нема светлина. Колку ли верници се во заблуда, мислејќи дека нивната омраза кон луѓето е оправдана. Ако човек не сака да се поправи во тој поглед, не очекувај дека таквиот на друг план е добар верник. Омразата како појава е отров. Да, вистински отров, кој го уништува внатрешниот човек и живот на оној кој е исполнет со неа. Таа создава горчина во умот и срцето и го парализира животот. Затоа Библијата зборува дека треба да се отфрли, давајќи споредба со гневниот Исав, на кого му беше одземено правородството од неговиот брат Јаков. Внимавајќи, вели Павле, да не му недостасува некому Божјата благодат, за да не изникне некој горчлив корен и за да не ве вознемери и за да не се онечистат со него мнозина. Тоа е запишано во Евреите 12 глава 15 стих. Почитувани, омразата го уништува личното сведоштво на христијанинот, бидејќи го прекинува заедништвото со Господ и со другите верници. Да бидеме предпазливи и да не дозволиме омразата да го контролира животот. Но, доколку некој западнал во таков грев, Бог во својата милост може да му прости и да го ослободи заробеното срце. Бог дојде да ги спаси грешниците од нивниот грев. Тука спаѓа и омразата, гневот, лутината. Во Прво Јованово послание е запишано: А ако ги признаеме своите гревови,
to je veren i praveden da ne gi prosti grevovite i da ne očisti od sekoja nepravda. Čuvaj se od omraza.